Добро вечер. Следите ново издание на емисијата Призма 3. Вечерва ќе зборуваме за комуналната сфера, ако може така да се каже, поточно за сето она што во моментов е актуелно, за проектите кои што се реализираат во јавното комунално предпријатие или јавното предпријатие за комунални дејности Комунарец. По тој повод наш гостин вечерва е директорот на ова предпријатие, господинот Зоран Ѓорѓиев. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала на поканата, добро вечер до граѓаните на општина Стромица, што не гледат и сите други гледачи ваши. Така, реализирате во последниот период голем број на проекти и ова беше нели една од причините за да изреализираме едно вакво гостување, за да може и малку подетално да ги информираме граѓаните за тоа што е ново што се реализира, што ќе се реализира и колку нели се решаваат паралелно со овие новини и проблемите кои што се случуваат секојдневно во вашата област. Јас би сакал да започнеме со нешто што во моментов е актуелно, видливо, што можеше сите да го видиме, а тоа е продолживте или дополнување, што се вели еден вид на хортикултурното уредување во градот и она што беше прилично приметливо е дека се работи на некои дополнување во централното градско подрачје, конкретно и на плоштадот Гоце Делчев. За каков тип на проект станува збор, дали го завршивте, што се тоа предвидува и која беше идејата да се направат дополнувања на тој дел? Да, така е. Ова е неколку дена, значи, избинати на самиот плоштад се случува, значи, наши активности. Во моментот, значи, работиме на поставување на жардинери, кои што ќе бидат поставени во целиот дел на плоштадот, почнувајќи од општинската зграда, да кажеме, или Благо Јанков Момчето улицата, па натаму продолжуваме во самиот простор на плоштадот и понатаму продолжуваме до Партизан, салата, така да ја кажеме. Значи, на овој потек ќе се стават тие дополнителни жардинери. Која е идејата и целта? Целта и идејата беше да ги поставиме за да може малку да го раскршиме, овака кажано по-нашки, плоштадот со вметнување, значи, на повеќе жардинери и на цветни, значи, аранжмани. Тоа се жардинери кои што се, граѓаните ги видува, значи добар дел се веќе и засадени. Очекуваме овие денови или во текот на наредната недела да ги достават и до остатокот, значи. Тоа се 100, значи, такви жардинери кои што ќе бидат поставени и нормално уредени со цвеќе, кои што мислам дека на плоштадот ќе му дадат една малку свежина, имајќи пред дека тие имат различна боја од самиот плоштад, плюс тоа, значи, ќе бидат засадени со цвеќе кои што, нели, цвеќето својата боја на зелено и на црвено или како и да се цветовите, дава една убава свежина во и украсувањето на самиот плоштад, кој што ова идеја баш потекна со цел да го опремениме самиот плоштад и јас мислам дека барам јас до мене кои што се стигаат сугестиите од граѓаните дека е позитивно прифатена од самите граѓани и сметам дека ќе дадеме еден убав импулс тука на самиот плоштад. Покрај тоа, ние во овој период измина, да кажеме, имајќи пред од нова година до овој период, значи во јуни, имаме и други активности во делот на хортикултурното уредување или во делот на работната единица Зеленило. Се заврши булеварот Маршал Тито, значи комплетно со озеленување, засадување на садници, целокупно негово хортикултурно уредување, кој што сметам дека на еден начин ги заокруживме сите влезови или сите булевари со комплетно хортикултурно уредување и со жардинериско поставување, имајќи пред дека Ленинова е поодамна, значи уредена, понатаму делот на палмите што го викаме, тоа е делот во централниот градски дел. Булеварот Гоце Делчев исто така е уреден, таму работевме со еден понизок начин на жардинери, значи еден комбинација од ивичњаци, кој што сметам дека така дава еден друг изглед, и делот на булеварот Маршал Тито, кој што исто така тој е па во еден друг дел уреден, значи со повисоки жардинери. Сето тоа го размислувавме во јавното предпријатие заедно со општината да секој булевар има свое обележи, значи да има, како да кажем, сите да бидат во различен начин уредени, така да има некоја разноликост во сето тоа, да не биде една монотонија, значи, или сите насекаде низ целиот град или сите булевари да бидат со ист стил на уредување, да кажеме. Така да, мислам дека тоа е
убаво, така да самиот и булевар се добива својата убавина на целиот тој простор. Така да во тој дел доста активно сега сме така ангажирани, да кажеме. Се земат, понатаму продолжуваме и со други активности, не се само овие. Следуваат активности, па мислам дека јавноста пред известен период беше информирана. Имаме уредување на 50 на локации во населените места и во градот. Тоа се микролокации во најразлични делови на градот и во населените места. Обично во населените места се работи за централните делови или во центарот на самото населено место. Парковски површини кои што ќе бидат хортикултурно уредени, делки има некои играчки поставено за децата за да можат да кажем да се забавуваат тука. И плюс во одредени места ќе бидат поставени летниковци за да можат граѓаните на населените места, граѓаните на градот Струмица во тие микролокации да едноставно одмараат, тука се релаксираат, забават и така натаму, што сметам дека тоа дава еден дополнителен ефект на целокупниот и на градот, и на општината, и на населените места, да го зачуваме еден така епитет дека Струмица, да кажеме, во хортикултурното уредување е на доста солидно ниво и се стремиме сето тоа да биде подобро секоја година, се со цел да тој амбиент биде прекрасен. Продолжуваме понатаму, сигурно го приметуваат тоа и граѓаните со дрворедите во градот, независно и по буливарите и по улиците кои се споредни. Тоа го правиме секоја година. Некада не ни успева да кажеме со дрворедите, често пати имаме сокршување или уништување на садниците, но ние сме упорни во тој дел, искрено кажано, и ќе продолжиме со тој тренд, се со цел Струмица да биде една убава и зелена општина, убав град и зелен град, да кажеме, цветен град, кој што мислам и самите граѓани тој амбиент го чувствуваат и го гледат, и секако нормално и луѓето кои што доаѓаат во општина Струмица и во градот Струмица да видат една убавина која што мислам дека така добро се носиме со сето тоа. Така. Сега, ги споменавте и оние проектот за 50 нови зелени површини, се работеше, рековте, на повеќе локации. Она што мене ме интересира, колку имате контакти со самите граѓани, колку ги слушате нивните предлози, дали дел од реализацијата на овие проекти, дел од начинот на кој што ги уредувате, прифаќате од идеите од граѓаните и колку доаѓаат идеи од граѓаните? За уредувањето на 50 локации, проект, така го крстивме, нели, уредување на 50 локации во градот и во населените места или вкупно во општината. Значи, за сите локации комуникацијата оди со граѓаните од тие населени места или микролокации во градот Струмица. Тоа заедно го работиме, значи, со општина Струмица, со одделението што е за местна самоуправа на самата општина и со граѓаните кои што живеат на тие простори. Во населените места тоа се организира и се комуницира со представниците на населените места и нивните местни заедници, а во градот Струмица или со стамбените објекти кај што се прават, тоа се, значи, граѓаните кои што живеат во тие стамбени единици, или со дел исто така со представниците на местните заедници во градот Струмица. Така да тоа е заемна соработка и нормално спрема потребите и нивните сугестии кои што се дадени, бидејќи тимовите на комуналното претпријатие и на општина Струмица од делот на локалната самоуправа на единиците соработуваат, значи, со граѓаните и тоа на крај доаѓаме до еден, да кажеме, едно решение кое што взаемно што и како да се направи на тој простор. Дали да се постави летниковец, клупи, малку играчки за децата, да кажеме, се со цел која е намена и за која потреба граѓаните го имаат. Таму кај што сметат дека има потреба од неколку играчки за мали деца, бидејќи тоа се места кај што обично, нели, поручекта, нели, тука се родителите со своите деца, баби и дедовци, така натаму. Сето тоа е заеднички и тоа така го одиме, го работиме, го сработуваме заеднички, бидејќи сепак корисници на таквите микролокации, да кажеме, во градот и во населените места се граѓаните и треба да бидат вклучени и се вклучени во целиот тој процес. Така да заеднички тоа го правиме. Сега, како се носите со оние другите граѓани на кои што во наводници не им се допаѓа сето тоа или имат некои други побуди па уништуваат? Имаше случај
ми се чини од како почнавте со засадувањето на дел од цвеќето на булеварот Маршал Тито или на улицата Маршал Тито за после ден 2 да бидат откорнати. Имаше и со овие нови жардинери кои што ги поставувате се уште не засадено цвеќето, а тие уништени. Во паркот имаше такви ситуации, може да забележиме дека дел од дрворедите се на некој начин заштитени. Да. Како се носите со сето тоа? Се прават ли големи штети и успевате ли да го надминете тоа како проблем? Во поглед на материјалната штета можеби и не се толку големи средствата. Секако дека сепак тоа се потрошени средства на граѓаните на општина Струмица. Тоа нити се на комуналици, нити на тоа се средства кои што нели нормално ние ги собираме од граѓаните и на тој начин. Јас повеќе би се осврнал на оној другиот дел, да кажеме, не знам која е таа енергија која што нешто со нешто кое што за сите нас е убаво. Пак ќе кажем, материјалната штета не дека не е мала, но не знам кој е поривот да се уништи нешто што е убаво. Да уништите дрво, да уништите саксија, да искоренете некој цвеќе или некој садник, кој што не верувам дека некој граѓанин со тоа би постигнал собствен позитивен ефект финансиски. Поголем е ефектот на негативното однесување кон сето тоа и едноставно не знам во кој би ga луцила причината, да кажеме, за тоа. Често се случува и во паркот, значи вандализам во делот на сокршување на клупи, канделабри, без разлика што канделабрите не се во наша надлежност, но секој тоа се случува. Ние тоа го процесуираме, да кажеме, во делот на нели она што е законска обврска наша, го санираме веќе уште наредниот ден, но повеќе до граѓаните, до сите граѓани кои што би го забележале тоа не е адекватно однесување, девијантно и така натаму, да посочуваат и да тие што го прават. Генерално да изградиме една заедничка свест дека тоа го правиме за сите нас, тоа е убаво за сите граѓани, за сите нас, нели таа труд што е вложен од страна на комуналното предпријатие и така натаму. Ние сме упорни, искрено кажано. Јас во неколку наврати го имам спомнато, ќе бидеме толку упорни колку што ќе бидат и тие луѓе кои што мислам дека се однесуваат девијантно. Значи продолжуваме и покрај тоа засадување повторно на дрвореди, повторно на садници, поставување на жардинери, нек не се случи скршување на една жардинерија. Да, материјалната штета е неколку илјади денари можеби, но не е проблем во тоа што е тоа штета. Штетата што е една неува, грда слика, начин на однесување на одредени поединци кои што мислам дека сите го осудуват, али тоа ги преминува нашата надежност, искрено кажам. Ние се бориме со тоа што упорно, повторно, значи засадуваме, упорно, повторно поставуваме и мислам дека сепак ние ќе излеземе на крајта, условно кажано победници во таа битка некоја со девијантното однесување на некои луѓе. Јас не можам да кажам, има граѓани кои што дрворедите кои што се поставени пред нивните домови, да кажем, или на нивните улици, се грижат дополнително со додавање на вода, со потпорување или така натаму, сугестија до нас дека има оштетено нешто и така натаму, и тие луѓе се за похвала и благодарност до нив и бараме од нив и понатаму така да се однесуваат или да ни информираат, да кажеме, дополнително. Кога сме кај овие граѓани имам приметено дека посебно станарите на колективните или стамбени објекти во последните неколку години почнаа дополнително и самоиницијативно да ги уредуваат површините кои што се во нивна собственост. Да, точно е тоа. Тоа се водеше еден проект уште од порано заедно со невладините организации, претежно тука е Планетум, кој што заеднички заедно со општината и во тој момент мислам и со здруженијето и сега исто така продолжува таа соработка и сметам дека во тој дел се подигна свеста на граѓаните, особено во тие стамбени единици кај што и општината помагаше, и сега со тие микролокации кои што ги реков од 50 помагаме, така да и самите граѓани кои што живеат во тие стамбени единици, како да кажам, позитивно беа испровоцирани за уредување дополнително на своите сопствени површини, така да и со нив имаме често соработка во делот некој пат на помош на косење или некои други наши активности, но дефинитивно дека тие најмногу се грижат за својот двор. Тоа е за поздравување. Ние стоиме секој пат на нивно располагање да им помогнеме во делот на некои работи кои што тие не се во можност, за кроење на дрва,
не знам, во некои случаи издигуваме пресад на косење, но тие секако дека треба се грижат најмногу и се грижат, така да таа соработка е во овој период, во овој, да кажеме, е одлична и сметам дека ќе ја надополнуваме и ќе одиме во нагорна линија во таа соработка. Да го заокружиме овој блок или ова тема околу хортикултурното уредување со оној другиот проект за, не знам точно колка беше бројката, за реализација на нови паркови во повеќе населени места. Дел ми се чини дека веќе ги завршивте, другите се во фаза на подготовка. Како тече реализацијата и колку тука имате поддршка од местното население? Да ја разграничиме само да неколку паркови површини кои што се уредија во населените места се уредени од страна или со проект од страна на општината, од секторот за локален економски развој и мислам дека се тоа од ИПАРТ агенцијата, не сум сигурен сега малку да не, но без разлика тоа се површини кои што се уредија во Костурино, во Свидовица, Муртино, Просениково и мислам дека е наред Куклиш. Сепак тоа ќе го оставам колегата од општината да го дефинира. Тоа е од нивна страна уредено, ние го преземаме сега делот на одржување понатаму, дневно одржување значи на таа паркова површина заедно со местните населени, да кажем, местните заедници од населените места и продолжуваме ние во другите населени места во кои што значи дополнително ќе ги направиме тие паркови површини. Имаме соработка со местните заедници во делот претежно во уредувањето и во делот на воспоставувањето е добро. Сега ни се случува, да кажеме, во делот на одржувањето, кај што и наваѓаме соработка со местните заедници да одржувањето, бидејќи сепак тоа е малку позамашна работа, бидејќи треба континуирано одржување, така да наваѓаме соработка со нив во делот на одржувањето, така да и самите местни заедници зарегуваат во пресред, во делот на нивното наводнување и така натаму, а оној дел кој што е одржување во смисла на засадување на нови цвеќиња, одржување, косење и така натаму, поправка на некој дел од играчки и така натаму, тоа го работи комуналното јавно предпријатие. Така да немаме никаков проблем со таа соработка. Има ли тука појава на вандализам или пак поредка е појавата, ако се зема преди дека станува збор за помали површини кои што населените места ги немале? Поредка е, да. Поредка е искрено кажано појава на вандализам. Тука е проблемот во тековното одржување, така да бидејќи сега имајќи предвид дека се станува збор за поголем број населени места, така да ние тековно ги одржуваме, не се случува во одредени моменти да закасниме, да кажеме, имајќи предвид дека има и поголем број на активности во самиот град, но тоа го надополнуваме со граѓаните од населеното место, особено од луѓето кои што се во местните заедници. Но вандализам не сме приметили изгледа. Тековно одржување, да, бидејќи сепак тоа е опрема која се амортизира, стара и така натаму, тоа го регулираме и го тековно го одржуваме, да кажеме. Еден од проектите кои што започнавте да го работите беше реконструкцијата на водоводната мрежа, посебно делот на улицата Климент Охридски. Докаде е неговата реализација и каква е состојбата со самата водоводна мрежа, затоа што вчера или завчера имаше одредени прекини поради дефект на кој што работевте? Значи, на Климент Охридски завршена е првата фаза, тоа е од потегот негде на Ленинова до негде околу 500 метри е завршена. Тоа значи во тој период е завршена. Сега продолжуваме значи со реализацијата на остатокот на 500 метра, значи треба да завршиме до семафорите на Жито Струмица, кај што треба да направиме еден така малку поголем зафат на јазол, како што го викаме ние, кај што треба да работиме. Тоа ќе следува во наредниот период, бидејќи сега во моментот течат тендерските постапки, мислам дека се при крај, така да во наредниот период некаде јули-август ќе го работиме и тој дел. Тоа е многу важен потек кој што го правиме, бидејќи таму имаме замена значи на целокупната линија од салонитните цевки кои што ги имаме, кои што со години веќе се дотраени и често имавме дефицит на тој потек, имајќи пред дека станува збори за доста прометен пат кој што предизвикува значи дополнително оптеретување на системот. Така да сега работиме со една друга мислам концепција, поставуваме водоводна мрежа од железодуктивни цевки кои што се многу помоќни, поиздржливи и потрајни, така да во тој дел мислам дека одлично ќе биде водоснабдувањето таму, така да нема да имаме проблем во дел на дефецит. Во делот на другите се појават дефеци, мислам
ние сме голем град, имаме хидромрежа во целокупниот град, така да се појавуваат, тоа го решаваме секојдневно, така да не сме имали сега некој поголем дефект во кој што граѓаните би останали, да кажеме, со поголем период од да не бидат снабдени со вода. Тоа се работи вообичаено за неколку часа или тука 5 до 6, се зависи од дефектот, но тоа се тековни работи кои што искрено кажам, тоа е, да не ја кажам, жива материја која што секојдневно се случува. Пак ќе речем, ние имаме огромна мрежа, голем е градот, потрошувачката на вода се зголемува, значи плюс дополнително снабдуваме неколку населени места од системот Струмица, така да тие ги решаваме многу така, мислам, без некои посебни проблеми. Климент Охридски е единствениот проект кој што се работи во оваа област или работи? Работиме и на други проекти. Климент Охридски значи е втора фаза, продолжуваме. Веќе сме во завршна фаза на улица Бетовенова, потегот кон турските гробишта, кај што имаме комплетно завршување и на фекална, атмосферска и водоводно снабдување. Тоа за неколку, мислам дека наредната недела веќе ќе бидеме готови со овој потек, така да и граѓаните на овој потек што живеат ќе имат квалитетно снабдување и со вода, но и квалитетно одведување на фекалните и на атмосферските води. Понатаму работиме на делот на касарната, значи проектот касарна е еден позамешен проект кој што веќе неколку години го работиме, имајќи пред дека имаме интензивна градба на тој дел. Некаде таму е завршена целокупната инфраструктура подземна наша, да ја кажеме вака, од комуналиот што ја работи, значи и атмосферска, фекална и водовод негде околу 70%, така да установата уште негде околу 30% да се заврши, но имајќи го пред дека тоа е страшно голем проект, мислам дека оваа година ќе го постигнеме тоа. Другиот потек кој што го работиме е на делот, за да биде попластично објаснето, на делот кон Грозд, односно кај што е изградена зградата на Елком. Тоа е на потегот на самиот влез проти бензинската пумпа на Мак Петрол од страна на населеното место Добрејци, кај што и таму веќе е завршена, значи, фекалната канализација, атмосферската се уште не, и водовод, бидејќи таму веќе имаме изградена зграда, објект на фирмата Елком. Најверојатно очекуваме таму да се градат и други објекти, така да таа инфраструктура веќе е помината. Така да работиме на тие проекти, ќе следуваат и други проекти. Еден од поголемите проекти кои што во овој нареден период ќе следува е поврзување, значи, на со водоводна мрежа од главната линија која што оди кон село Дабиле, кракот кон Сачево индустријската зона, односно кај потегот на пречистителната станица. Тука ќе имаме еден така малку позамешен проект, бидејќи очекуваме дека започнувањето на градбата на пречистителна станица ќе се случува во овој период, значи во месец јуни. Че официјално започна? Да, започнува веќе официјално, така да во месец јуни очекуваме веќе да почнат градежните активности на фирмата која што е изберена на тендер. Така да ние имаме обврска како општина и како јавно комунално предпријатие да донесеме чиста вода, бидејќи за работа на самата пречистителна станица е неопходно и донесување на чиста вода. Така да тој период тука ќе биде посветен активно доста јавното комунално предпријатие и следуваат други проекти кои што се тековни замена на некои линии, водоводни застарени линии и така натаму, кои што тоа го работиме секоја година континуирано. Продолжуваме понатаму со приклучиците на фекалната канализација во село Костурино, Куклиш, Муртино, кои што тие одат континуирано. Во Костурино ќе се сконцентрираме малку повеќе, бидејќи таму имаме еден добар дел изработено на приклучици, бидејќи канализацијата официјално комуналното предпријатие презеде ланската година, така да ќе бидеме активно вклучени во делот на приклучување на граѓаните на ова канализациона мрежа таму. Со овој одговор отворивте неколку прашања што сакам да поставам. Кога сме кај фекалната канализација, ајде прво да прашам, ако таму течат приклучоците, до каде е реализацијата на проектот во Добријци? Проектот во Добријци го спроведат, значи, општина Струмица заедно со Европска инвестициона банка. Таму изјадувач мислам дека е Жикол. Ние сме како надворешни надзор, да кажем, бидејќи по завршувањето на целокупниот проект, преземањето, односно одржувањето на целокупната ова канализација ќе ја преземаме јавното комунално предпријатие, така да во овој период мислам дека добар дел е завршено. Во која фаза и уште колку, јас не би сакал да шпекулирам, искрено кажам, бидејќи тоа е проект кој што не е во моментот не го водиме. Ние дејствуваме таму како надворешни
надзор на некој начин, надзор односно сугестии на самиот проект во кој што бидејќи имајќи пред дека ние ќе го одржуваме да го пратиме целото изведување, се со цел за да можеме многу полесно понатаму да го стопанисуваме на овој проект. Не би сакал да шпекулирам во која фаза се наоѓа, искрено кажам. Пред малку ја споменавте прочистителната станица, рековте дека наскоро ќе започне градбата. Што предвидува проектот? Кога конечно можеме да очекуваме да се затвори ова прашање кое што долго години е едно од главните? Проектот има динамика која што е утврдена, значи со самиот договор што го подпишавме со Министерството за животна средина, општината, јавното комунално предпријатие, заедно исто и со донаторот кој што е Европска инвестициона банка. Почнувајќи од јуни, јас очекувам дека до крајот на 2017 мислам дека ќе биде комплетирано се, бидејќи дека мислам дека и толку месеци предвидени. Можеби, искрено кажано, нели во текот на градот се појават проблеми, надворешниот фактор, влијанието на времето, но мислам дека динамиката си оди во оној тер како што е предвидено со самиот договор. Така да 2017 крајот некаде би очекувале оти ќе биде готова пречистителната станица. Полека сигурно и календарски се ближиме кон почетокот на летото, иако во периодов имаме нели нестабилно време, ама несомнено дека нема да избегат високите температури. До сега Струмица немала проблем со водоснабдувањето. Дали сте подготвени, се прават ли анализи што може да се очекува во тој дел година? Да, ги правиме секоја година во овој период или малку порано, ние се подготвуваме секако за секоја летен период, да кажеме, кај што интензитетот на трошење се зголемува. Значи, по ова што го имам како информација, Турија со нив стопанисува водостопанство Македонија, има солидни количини на вода, значи тоа не е проблем. Во делот на нашата дистрибуција, значи до граѓаните, се прават последните веќе, да кажеме, проверки на самиот водоводен систем кој што ја носи водата до прочистителната станица. На прочистителната станица во овој период вршиме проверка на сите наши активности таму, за да не затаиме нешто во текот на летниот период, така да се вршат некои ситни интервенции, проверка и така натаму, бидејќи, пак ја речем, во тој период се енормно зголемува потрошувачката, така да сметам дека тоа што го имам искуство, јас барем во период колку што сум директор, не очекуваме да имаме проблеми во делот на водоснабдувањето. Сега, не дај Боже да се случуваат некакви поголеми хавари или тоа, но тоа што сметам дека сме и технички, и кадровски, и институционално подготвени да се справиме со тие проблеми. Не очекувам некои посебни проблеми кои што би предизвикале некои рестрикции на вода или, да кажеме, недоволно снабдување на граѓаните. Въпросът е за колку насто се зголемува потрошувачката на вода во овие летните периоди? Во летните периоди се зголемува некаде околу 20 до 30%, зависно од месеците, да кажеме, така да во периоди доваѓаме да имаме значи 100% производство на вода кое што се потрошува. Тоа е вообичаено во период после попладневните часови. Така да, пак ќе кажем, со сето она инфраструктура која што ја имаме, значи, немаме никакви проблеми во делот на снабдувањето на граѓаните со редовно. Така да, во таа статистика што ние си ја водиме, значи, во секоја година и во последните години, така да тој проблем не ни предизвикува проблеми во редовното снабдување на граѓаните. Така да има ли оние кражби кои што во минатото се случува? Не, искрено кажано. Може би некаде се појават инцидентни случаеви, но тоа се многу малку и многу ретки. Во овој дел можем да кажем дека граѓаните се совесни во тој дел, комплетирана е целокупната мрежа, комплетирани се приклучоците со замената во делот на МЕА програмата, се тоа што имало, да кажеме, нешто како диви приклучоци или не се изолирани. Така да се појават многу малку или инцидентни случаи, тоа се многу ретки, 1 до 2 случаи може некаде да се појават кои што ние ги решаваме одме, така да немаме такви големи, да кажеме, проблеми со овој дел на активност од страна на некои несовесни граѓани.
Последниот период исто така имаше повеќе и редовни, но и воредни акции за собирање на отпадот. Дали завршија, каде се интервенираше и имајќи преди дека доаѓа летниот период. Како ќе бидат организирани, ќе има ли дополнителни акции, нов начин на работа, затоа што нели со покачувањето на температурите се зголемува и опасност. Добро, ние се подготвуваме на начин за летниот период. Значи акции имаше, ќе има и секој ќе има, бидејќи подобрувањето на капацитета на самото јавно предпријатие во овој период, да кажеме, со обновување на механизацијата на возилата, на контейнери, го правиме, но воедно мора да истакна дека и количината на ѓубрево се зголемува од самите граѓани. Не дека граѓаните нели тоа некаде него дополнителните или модерниот начин на живот предизвикува стварање на дополнителен опат. Имајќи пред дека се кое што го купуваме или го користиме во некоја нели пакување и така натаму, сето тоа допринесува да зголемуваме количината на ѓубриво. Така ние се справуваме со тоа, имаме доволно механизација. Во овој период сме во постапка, односно веќе набавуваме нови контейнери. Тоа можеби граѓаните го приметуват дека новите контейнери се заменуваат со старите во централното градско подрачје. Како што ги добиваме и се снабдуваме, така се шири кругот на замена на старите со нови контейнери. А старите ги тука тие боксови за контейнери. Да, дополнително ги правиме и боксовите. Еве минатата недела завршивме неколку, сега во наредната недела ќе следат уште такви боксови кои што ќе бидат поставени на одредени локации. Тие боксови ги поставаме од повеќе причини, затоа што го видовме позитивниот ефект во делот на собирање на ѓубрето и покрај тоа што се случува контейнерите да им бидат уништени од страна на уништени капаци, уништени тркала, кое што не се случува постојано. Тоа е опрема која што се амортизира, но малку и делумно учествуваат и одреден број на граѓани, претежно граѓани кои што дополнително собираат некои суровини од самите контейнери, тоа претежно пластика, па се случува да добар дел од ѓубрето биде изфрлено надвор и така натаму, но не, се бориме со овој дел, така да со самите боксови добиваме еден ефект кој што еве и контейнерите се поставени на места, не се случува нивно разнесување на ова или на онаа страна. Ако има повеќе ѓубре кои што се појавува во одреден период, да кажеме, се остават во самите боксови, кои што многу полесно на нас и за одржување и за чистење, но и не представува грда слика, значи во самиот град, да кажеме. Така да во тој дел сме подготвени. Ние во добар дел во населените места собираме отпад исто така со автосмекери. Во наредниот период ќе имаме активност и во остатокот од населени места да влегуваме, значи со собирање на сметот редовно, значи како што го собираме во градот 2 пати во неделата, значи такви активности ќе спроведеме, ќе следат неколку населени места кои што ги имаме во план, но очекуваме да се екипираноста и техничка и со човечкиот фактор да ја завршиме за да влеземе спремни во тој проект. Така да одиме во нагорна линија во тој дел, така мислам дека и граѓаните тоа го согледуваат. Покрај тоа и имаме во одредени периоди, пак ќе кажем, граѓани кои што несовесни, неодговорни или како, не знам, не би сакал сега да ме сватите лошо, кои што остават одредено ѓубре кои што не му е местото таму. Тоа претежно се однесува на шут, на некои делови од стар мебел и така натаму. Еве, повторно повик од моја страна, повик од јавното комунално предпријатие, често пати тоа го спомнуват и моите раководители и така натаму. Значи, немам никаква потреба да се транспортира тоа ѓубре на друго место, кај друг контейнер, на друга локација во градот. Него потребно е само да не повикат на нашиот телефон, на систем 48 кој одговарате на таквите повици. Одговараме и нема никаков проблем. Аз често тоа го потенцирам да граѓаните нема потреба некаде да го ставаат или да го пренесуваат од една локација на друга, се со цел дека нешто тоа, не знам. Тоа повеќе само на нас ни прави проблеми, искрено кажано, и една грда слика. Слободно може да ги користат нашите услуги, слободно може да се јават на систем 48 или во нашата дирекција, па ние тоа, за да може таквите ѓубрива да ги подигнеме веднаш да не прават грда слика. Бидејќи се случува да и во контейнерите често пати се стават шут од
градежен материјал кој што дополнително ги оптеретува и самите контењери, дополнително го оптеретува возилото кое што е за собирање на смет, бидејќи ние за таа намена имаме други возила, имаме трактори, имаме камиони кои што тоа ѓубриво ќе го подигнат. Така да граѓаните слободно мислам тоа треба да го користат. Може би треба да им објасниме на граѓаните дека тоа е бесплатно. Да. Тоа е Може би бесплатно, тоа е значи главниот проблем да знаат дека ако се јават не треба дополнително да плаќат. Да, се случува можеби кај одредени граѓани кај што станува збор за поголема количина на градежен шут, тоа се наплаќа, ама тоа е многу ретко. Но мали количини, тоа дали ќе станува збор за неколку вреќи или за некој стар мебел вообичаено се изфрла и така нато. Нема потреба, мислам, да се прават такви работи, да се фрла на страна или некои да се подигнуваат нови диви депони. Ние сме тука на располагање. Сето тоа ќе го завршиме безпрекорно, без некоја посебна финанска надокнада и така натаму. Тоа е во интерес на сите нас. Нити ќе имаме грда слика за граѓаните, нити ќе имаме проблеми ние со транспортирањето на сметот, така да тоа граѓаните слободно може да ги користат нашите услуги. Токму тоа сакав да прашам, како се носите со проблемот на дивите депонии, бидејќи многу често се појавуваат, како во повеќе делови низ градот, така и во голем дел од населените места? Искрено кажано ни представуваат проблем дивите депонии. Јас, можеби делумно дадов и веќе одговор на тоа. Дивите депонии непотребно се стварат, искрено кажано. Ева сега што го кажав ова претходно. Значи, има одредени граѓани, тие шутови ги односат некаде на страна. Или надвор од Струмица према некои населени места, или околу населените места и така натаму. Значи, нема потреба, бидејќи ако ни доеват, ако ни се јават, ако не повикаат, нашите услуги, нашите служби сето тоа ќе си го организираат на согласно своите работни активности и тоа ќе биде подигнато за најмалку 1 до 2 дена. Значи, нема потреба да се ствараат. Не знам зошто и понатаму се продолжува со таа тенденција. Пак ќе кажам, повикувам, нема потреба, бидејќи сето тоа ствара грда слика, ствара проблеми, се изложувате на ризик да бидете фатени од страна на некој комунален редар или инспектор, а за тоа нема потреба, едноставно нема потреба. Треба да комуницират со комуналното јавно предпријатие, Систем 48, или едноставно да дојдат во нашите служби тоа да го кажат дека во наредниот период или после 2 дена очекуваат дека ќе има таква и таква рушевина кој што ние тоа ќе го подигнеме. И ни представува проблем подигањето и расчистувањето на дивите депонии, бидејќи тогаш дополнителна механизација ангажираме, дополнителни напори, дополнителни трошкови. Таквата дива депонија провоцира дополнително некои граѓани дополнително да фрлаат ѓубре. Знаете, обично така се случува. Еден почне, па после други односи таму и се создаваат. И тоа поднатаму представува стварно и трошок, и време, и губење на енергија и луѓе, и на крајшта една непријатна и неубава слика за целокупниот град, општина и за сите нас. И споменавте инспекторите, се случило ли да бидат фатени на дело, се изракуваат ли казни, колку тие може да влијат или не ги користите ваквите мерки кои што и не се популарни? Не би сакал не би сакал да одговорам за тоа што не знам, искрено кажано. Инспекторите ние функционираме, комуницираме со комуналните инспектори, но дали се изречени казни, колку и како, јас не би останал резервиран во овој, за тоа што немам точна информација, не би сакал да шпекулирам. Добро, останува единствено апелот, нели, до граѓаните. Апелот е најдобро, мислам, сега кога температурите ќе почнат да растат. Слободно па кажам, тоа е, значи нема потреба нити од инспекции да сето тоа провоцира, да се казнуваат луѓе или така натаму. Кога имаме услови, имаме капацитет, технички сме спремни, граѓаните едноставно само да не повикаат за таа работа. Еден од проектите на кои што работевте или локациите во последниот период, информиравме неколку пати, тоа се градските гробишта, имавте одредени градежни зафати таму. Завршија ли, што се е направено или кој е планот за окружување на проектот кој што го завршавте? Имаме активности, имаме се уште и ќе продолжат активностите во градските гробишта. Значи таму ја подобруваме инфраструктурата, значи сите тие лани ја асфалтиравме главната улица, која што беше така по доста лоша состојба, и лани и ова година продолжуваме да ги подобриме инфраструктурата внатрешни или секундарните улици, кај што кај некои улици се врши бетонирање, кај некои се асфалтирање во зависност од големината. Таа активност продолжува, ќе продолжи понатаму бидејќи
градските гробишта се доста голем простор, да кажеме, и за уредување, и за одржување, така да продолжуваме понатаму се со цел да е подобрена таа инфраструктура, подобрена е инфраструктурата во делот на водоснабдувањето исто така, подобрена е инфраструктурата во делот значи на улици, поставување на ивичници, бетонирање. Во наредниот период следи значи отварање и на вториот влез на гробиштата, на градските гробишта, тоа е влезот или излезот према населеното место Баница, за да имаме еден полесен и подобар начин на фреквенцијата на возилата, особено во периодите кога се празници, мртвен духов ден, кога имаме поголем број на граѓани кои што се присутни со возила, така да мислам дека градските гробишта се во една добра така солидна кондиција и продолжуваме понатаму значи да вложуваме таму, бидејќи сепак сите имаме потреба да одиме на тие, да дадеме према нашите починати и така натаму, така да ќе ја подобруваме и понатаму. Ќе работиме исто така, можеби многу често ги спомнуваме градските гробишта, но мора да ги спомнеме и исто така по наша надежност се и муслиманските гробишта, кои се наоѓаат на улица Бетовенова, значи во делот над улица Бетовенова, кај што и таму имаме одредени зафати, веќе неколку години, значи заградување, оградување на просторот, осветлување. Во овој период следи таму исто така бетонирање на одредени улици, влезната улица во самите турски гробишта, така да и таму доста се инвестира во овој дел, така да многу често ги спомнуваме градските гробишта, но да не ги занемариме и турските гробишта, кои што се исто така во надлежност и управување на јавното комунално предпријатие. Може ли да објасниме, бидејќи имаше одредени нејасноти околу договорите за гробните места? Како оди сега процедурата и... Да, значи, околу договорите за гробните места, тоа, еве ние и на самите сметки кои што ги добиваат граѓаните, тоа како информација го давам за да можеме да ги информираме по најдиректно што се вика, добивајќи ги самата сметка, таа информација постои. Значи, граѓаните се работи за тоа да треба да се направат договори за гробни места, за носители на гробни места, тоа се граѓаните кои што имат починати лица и неопходно е значи тие договори да ги обноват, кои што досега ги немат обновено, така да значи службите се и на самата капела, така да одејќи и на гробните места и во самите гробишта тука можат да се информираат кај нашите раководители и да ги обноват значи тие кажи ги договори за носители на гробни места, но воедно имат и обврска да ја плаќат гробарината, која изнесува 600 денари на годишно ниво. Таа се пресметува ретроактивно од 2010 година, бидејќи тогаш е донесена и самата одлука, односно самиот закон, така да не настане забуна, гробарината се плаќа за носителите на гробни места. Со склучувањето на договорите, значи таа гробарина треба да се плати, ние не инсистираме воедно веднаш да се плати или да тоа го оставаме на граѓаните спрема нивните можности финансиски и така натаму, да сето тоа се регулира, бидејќи со новиот закон за гробишта е предвидено да секое гробно место има свој носител, така да ги повикувам сите граѓани кои што имаат починати родители или така натаму, постари гробни места, сето тоа да го регулираат и да можеме ние да имаме една вистинска слика за сите носители на гробни места. Се случува, или тоа е едно како пояснување на граѓаните, во делот на гробните места кај што станува збор на родители, еве сега, така како пример, кај што имаме условно кажано повеќе наследници, браќа, повеќе сестри, така натаму, тоа го оставаме на нив самостојно да се договорат или да кој ќе биде носител на гробните места на нивните родители, со некои изјави кои што меѓусебно ќе ги подпишат или ќе ги дадат кај нас, за да не се случи понатаму некои, да кажеме, непријатни ситуации во кои што ние не сме информирани, а исто така и меѓу себе во самата фамилија, така да тоа да го регулираат во собствените семејства и да може со некоја изјава кои што ќе дадат сите таму пред во самата кај нас во самата капела да се дефинира кој ќе биде идниот носител на гробното место. Бидејќи во некои случаи се случува така малку и некои непријатни ситуации. За да не бидеме изложени на такви ситуации, мислам,
најдобро се тоа ни тоа дома сами си во собствените редови, семејството уствари, да можеме ние многу полесно тоа да го регулираме понатаму. Може би тие ситуации некогаш се случуваат и од недоволната информираност. Па може би да. Јас ние нашите вработени се тамо, мислам дека редовно ги информираме, имаме огласна табла на кои се поставуваат. Мислам дека граѓаните најдобро и најизворно ќе ги добиете информациите во самата капела, кај што се вработените наши, кои што детално ќе им ги објаснат сите постапки на кој начин, имајќи упреди дека они работат секој ден од 7 до 2, значи не е проблем да се информираат таму и тоа ќе биде најдобро да си ги проверат исто така и договорите кои што ги имали претходно своите блиски, па сега со новото, да кажеме со нови договори, така да најдобро е таму информирањето. Еве ние не можеме можеби од целата емисија да со краток дел од емисијата да информираме начелно. Тоа што го праќаме ние на нашите сметки е исто така информација во која што и на крај сепак се повикуваме да се доинформираат. Така да може да се да, дообјаснат. Да се дообјаснат. Таму имаме ние вработени кои што таа работа си е работа, значи тие се информирани, ги знаат сите законски процедури, така да нема проблем таму да се информираат целокупно, значи за целокупните состојби. Имаме уште малку време пред да завршиме, сакам уште некои работи. Пред малку ги споменавте нели возилата, механизацијата, начинот на работење. Ми се чини дека имаше еден период кога најавувавте дека ќе се обновува дел од возниот парк, ќе се појачувате. Колку сте во тој дел подготвени и колку согласно потребите кои што ги има на терен може да одговорите соодветно и со кадарот, но и со механизацијата? Значи, ние се веќе обновивме, да кажеме, и континуирано се обновуваме, бидејќи повторно ќе кажам, ние се обновуваме со полотни возила, не сме во некоја ситуација да набавиме со време, не со време, него нови возила, тие се возила во солидна кондиција, значи, така да континуирано се обновуваме и во моментот располагаме со солиден возен парк за собирање на смет, така да очекуваме и е непланирано некаде до крајот на месец јули да се ставиме можеби уште со едно или две возила, кои што ќе ги предвидиме за собирање на смет во другите населени места кои што не се во моментот офатени со собирањето на смет. Кадровски сме опремени, дополнително нормално на тие возила ќе имаме луѓе кои што ќе работат, така да во тој дел сме подготвени. Добри сме сега со, искрено кажано, со техничките средства, така да немаме ников проблем во тој дел да функционираме безпрекорно. Како тече комуникацијата со граѓаните, колку ви олесни работата центарот кој што го отворивте и каква е реализацијата односно на платата и колку граѓаните почнаа да се однесуваат одговорно да се ги подмируваат обврските? Значи, центарот што го отворивме, мислам дека го даде максималниот и се уште ги дава максималните резултати. Значи, тука покрај она наплата, тука се поднесуваат барања за разни потреби на граѓаните, приклучок за канализација, за фекална, информирање за некои своји, да кажеме, прашања во делот на сметките, во делот на дефицит на водомери и така натаму. Значи, тука имаме одличен и мислам дека е погодок што го отворивме, значи тоа функционира безпрекорно. Во делот на наплата, имајќи го предвид, значи, моменталната економска состојба, значи, на граѓаните, ние сме задоволни од наплатата. Бараме начини како да можеме да ја наплатиме, значи, нашата услуга од граѓаните, а да не предизвикаме дополнителни трошоци. Значи, трошоци за отужување, за извршување, кои што не се мали, искрено кажано. Тоа го правиме со чести опомени, со чести известувања до самите граѓани и така натаму, се со цел да го избегнеме тој дел. Но во делот кај што веќе тоа не ни успева, искрено кажано, ние сме приморани со законска обврска да вршиме отужување. Бидејќи побарувањата, обврските на граѓаните физички лица застаруваат за 1 година, кај правните лица тоа е за 3 години. Ние имаме законската обврска да тоа го правиме. Често пати некои од граѓаните кои се отужени се лутат на комуналното предпријатие, можеби и на мене или на дел од вработените, но мора да ја разберат и она другата вистина, или како да кажам, делот на законските обврски. Ние мора да го отужиме делот во кој што не треба да дозволиме да биде застарен.
бидејќи се работи за јавно предпријатие, за јавни обврски и тука, барам граѓаните да имаат разбирање. Но, кога сме приморени, тоа мора да го правиме. Но ги повикувам повторно граѓаните, повторно апел, значи кога ќе приметат дека долгот им се зголемува, не се наплатили повеќе сметки кои што доаѓаат веќе до една година, да се јават кај нас по комуналното предпријатие, да направиме договор за одложено плаќање на тие сметки кои што не се во можност да ги платат во тој период. Зошто? Затоа што сумата која што често пати се случува, сумата која што ја должат тие на нас, кога ќе одиме во постапка процесна во делот на платен налог кај нотар, па извршување кај извршител, се случува да трошоците кои што ги платат да бидат некој пат исти или поголеми од трошоците кои што ги имат како врска према комуналец. И не, искрено кажано, и на комуналното предпријатие не е во интерес да ги отужува граѓаните. Тоа е законска обврска. Така да повторно еден повик до граѓаните кои што тешко им оди наплата, заради различни финансиски причини кои што ги имат во семејство и така натаму, да дојдат да склучат договори за оној дел кој што веќе представува проблем, ќе настане застарување и така натаму, да направиме договори и да се договориме слободно во делот на наплатата. Ние имаме донесена одлука и на управен одбор како и на кој начин тоа го регулираме, зависност од сумата и така натаму, така да може на повеќе рати, неколку десетина рати, на 12 месеци, се зависни од сумата, или во одредени моменти го прифаќаме и видувањето на самиот граѓанин дека не е во можност и покрај тоа ние ако направиме на 10 месеци тоа не е во можност, и правиме исчекор и на 12 рати, така да ја имаме таа ситуација да не ги ставаме дополнително во трошоци. Бидејќи и ние како јавно комунално предпријатие, искрено кажано, немаме интерес, бидејќи тие пари не завршуваат во комуналното предпријатие, тоа се пари кои што завршуваат кај нотарите извршители, тоа е законската процедура, тоа мораме така да го. Но очигледно дека се помалку се случува това, но има една одредена категорија најверојатно кој што не знам од кои причини често не врши редовна наплата. Дали станува збор за финансиски, можеби не одговорност према самите и така натаму сметки, и на тој начин го решаваме, но најголемиот дел, значи наплата ни оди добро. Јас секој пат ја користам приликата, морам да ги поздравам, значи пензионерите. Сте нашите најредовни плаќачи. Таа категорија на луѓе можеби се воспитани во еден друг дух, значи со самото искрено кажам, со доваѓањето на пензии во нашиот наплатен пункт, често пати се случува да бидам пристоен во пошта, граѓаните од пензионерите од таа категорија се првите луѓе кои што ги плаќаат сметките. Можеби и тоа е некое воспитание или како да кажем одговорност која со годините го научиле, но јас ја користам приликата да ги поздравам, да им се заблагодарам и повторно да продолжите и понато. Но и да бидат пример, да се огледаме и ние нали. Така, да бидат примери за сите нас. Да. Често пати се случува, нели, можеби ние помладите или луѓето кои што се преокупирани со разни активности, некој пат се случува и од немарност да не се плаќаат некои сметки. Не е толку можеби од финански аспект, кај некои граѓани тоа се проблем, да кажеме, во делот на плаќање во финансите, но сметам дека кај добар дел останува и некоја неажурност, да кажем, или овака презафатеност, па често пати се случува и тоа. Така. И само уште две работи. Фонтаните ова лето? Да. Кога ќе почнат? Фонтаните се баш ме радуваше, ме прашавте, јас го испуштив можеби во делот на моето излагање. Завршена е тендерската процедура, подпишани се договорите со фирмата која што треба да ги реконструира, така да јас очекувам од идната недела веќе да започнат они со работа. Така да до крај. Ќе бидат исти или ќе има и некои нови моменти? Па не, исти ќе бидат во делот на поставеност и така натаму, со осветлување повторно внатре и така натаму. Така да очекувам можеби крајите или почетокот на наредниот месец да бидат готови, бидејќи сепак се работи така за малку зафатна работа. И баш ми е милошо оваа година, бидејќи мислам дека година или година и пол веќе не функционира, се соочуваме со проблемот на фирми кои што малку се во Македонија сето тоа да го реализираат. И така со една тендерска процедура која што ја направивме, веќе се подпиша договор, тоа е фирма од Скопје,
кое што солидно значи достави до нас понуди и така натаму, сета таа постапка се заврши, така да очекувам, како што реков, да сепак фонтаните го добијат овој сјај што го има и дават една убава така шмек на самиот булевар и така натаму. И сите сме навикнати на нив, мислам малку ни недостасува сигурно во овој период. Така, и ќе продолжите ли и ова лето со праксата која што ми се чини лани, воведовте за миење на улиците? Да, лани почнавме така, пошто имаме веќе и набавено такво возило за перење и за миење на улиците, и во период во кој што следува, значи во ноќните часови ќе продолжиме со перење и миење претежно на централните улици во градот, но и на улиците кои што се на периферијата или да кажеме во подалечните делови од центарот на градот. Тоа е убава практика заради, сепак и чистење и одржување на градот, така да мислам дека ќе биде прифатено од граѓаните. Тоа ќе се случува вообичаено во ноќните, раните утрински часови, кога нема многу возила и така да ќе го правиме тоа. Оред, има уште многу прашања и теми, ама толку времето малку и пречекоривме некоја минута. Се надам ќе имаме друга прилика, па ќе продолжиме пак. За вечерва јас ви благодарам што одвоевте време за нас и за нашите гледачи. Ако има нешто битно, го испуштивме, сакате да го упатите како барање или информација до граѓаните. Мислам дека главно фатиме ПСС. Ние може да збориме, мислам, и повеќе, бидејќи јавното комунално предпријатие е комплексно, кој што офаќа повеќе сектори и работни единици, така да сметам дека најголемиот дел го фатиме, па во некоја наредна прилика за друг дел. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш, а благодарам и на сите вас кои што вечера бевте повторно со програмата на телевизија Интел. Довидување.